Почитувани советници, секретар на општина, раководители, ја отворам 56-та седница на Совет на општина Куманово. За работа на седницата го предлагам дневниот ред, кој што заедно со материјалите претходно беше доставен. Имавме координација и ги разгледувавме точките на комисии. Дали некој се јавува за збор во врска со предложениот дневен ред, односно дали има некои евентуални предлози за негово дополнување и изменување? Повели Александар. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитувана јавност. Денешниот дневен ред имам интервенција со две точки. Првата точка е истиот предлог од минатата седница, кој што за еден глас не помина, а сметам дека е исклучително важно, пред се и безбедносна, а и поради јавноста, да точката гласи информација за превземени активности на инспекцијата во период месец март и април за извршените проверки и контроли на училиштата, јавните установи и угостителските објекти. Како што реков и минатата седница, кога ја предложив оваа точка, сметам дека е од исклучителна важност јавноста да биде запознаена што овие 2 месеци инспекцијата во општина Куманово има сработено, колку вонредни, колку редовни надзори има извршено. Угостителските објекти, за кои што веројатно знаеме барем по еден, кој што веројатно нема комплетна документација, да видиме кои имаат платено за урбана опрема, кои можеби не има угостителски објекти кои што немаат никаква документација, дали училиштата се безбедни или не се, и покрај тоа што еве крај на школската година. Меѓутоа сметам дека сосема е некоректно да ваквиот извештај, односно овој период од месец март и април, да бидат разгледувани во декември годинава, значи во некој иден состав на Советот, а не во овој, бидејќи имајќи ја во предвид и онаа трагедија која што се случи во Кочани, која што треба да ни ги отвори очите, да почнеме да работиме, односно да си ги исполнуваме сите да појдеме од нас да си ги исполнуваме нашите законски обврски. Моја втора точка предлог, во отсуство на седница за советнички прашања, барам дневниот ред како последна точка да се стави точка советнички прашања. Денеска сме 20 мај 2025 година, до сега немаме ниту една седница на советнички прашања за оваа календарска година. Минатата година имаше еден, морам да кажам, джентлменски меѓупартиски договор на 2 месеци пред изборите да нема советнички прашања пред парламентарните избори и се сведовме и се оставивме да имаме советнички прашања само седница во декември месец. Најостро отврлам шпекулации дека опозицијата треба да бара или дека тоа било наша должност. Да, тоа е наша должност како коректив на власта и како избрани функционери јавни. Меѓутоа, тоа да ве потсетаме законска обврска пред се на вас како председател на Совет и на општинската администрација, која што треба да ја спроведе таа седница. Како гест, веројатно на добра волја, ве повикувам да поддржите оваа точка, да се стави на дневен ред, а нејзиното продолжение на оваа седница може да биде било кој друг ден, меѓутоа така ќе знаеме дека имаме обврска, а вака ако се оставиме на агендата меѓународна на градоначалникот или да гледаме во натална карта кога е слободен, кога е расположен, кога не е, мислам дека од советнички прашања јавноста ќе биде скратена од тоа, да го кажам така, од таа привилегија. Затоа апелирам до сите советници овде присутни да ги поддржат и овие две точки, кои што сметам дека се од исклучителна важност и пред се и она најважното е дека јавноста мора да знае се, а ние како јавни чинители да го овозможиме и да дадеме наш придонес кон тоа. Благодарам. Благодарам, Александар. Повелете советници, Атина Могчанска. Благодарам. Поздрав до сите присутни во салата и до сите оние кои не следат. И јас имам
предлог за нова точка на дневен ред. Имено барам на денешнава седница поради реакцијата на многу заинтересирани граѓани, родители, наставници за една состојба, еден процес во сферата на образованието на денешната седница да се вклучи точка која би гласала информација за постапката околу разрешувањето на досегашната и именувањето на новата директорка на Основното училиште 11 октомври. Зошто ја предлагам ова точка, кусо образложение? Сведоци сме дека имаше големи реакции во јавноста, дека на незаконит начин беше разрешена досегашната директорка на Основното училиште 11 октомври со акт на самоволие, насилие и на дел, и то малцински дел на членовите на училишниот одбор и на градоначалникот кој покрај кршењето на законите во сферата на урбанизмот сега такво насилство, такво самоволие, таква злоупотреба на службената положба прави во сферата на образованието и незаконито разрешува директорка која училишниот одбор ја разрешил со малцинство, со 3 гласа за разрешување наспроти 4 кои биле против, односно да остане досегашниот директор на Основното училиште и назначува веде директор во ваква неразчистена состојба, исто така на незаконит начин, со непотпишано решение од училишниот одбор, се вознемируваат вработените, родителите, има реакција, веќе ни кажа од Советот на родителите исто така, меѓутоа независно од реакциите, ние како основачи на институциите и на ова основно училиште во општината, секогаш треба да се залагаме за законитост на постапката. Независно од тоа од каде доаѓа вршител на одредена должност, меѓутоа изгледа дека сепак е зависно од тоа и вакова незаконита постапка за каква не сме чуле со години наназад, се врши во моментот кога единствено представник од опозицијата, значи ваш политички неистомисленик, ја вршеше оваа должност и по секоја цена се работи веќе со месеци да се разреши и се разрешува на незаконит начин кога има одлука која не е валидна. Значи со малцинство донесена, да не должам во образложението, значи барам точка на дневен ред која би гласела информација за постапката околу разрешувањето на досегашната и назначувањето на новата директорка на Основното училиште 11 октомври. Благодарам. Благодарам. Повели Самет Салиевски. Ме шкардуја Сабененге, ама места се удикава на немен преведувачи по ромски, на ромски. Значи, колку што слушам од службите, веќе сте информирани дека нема превод на ромски јазик, преведувач од страна на преведувачот. Значи, досегашното искуство секогаш сте имале координација со вашиот преведувач и овој пат сте били известени дека нема да биде во Македонија и нема да има превод на ромски јазик. Не знам дали еве мене службите ми известуваат дека сте били информирани. Во ред, ќе поставите ли дополнително? Па немаме преведувач.
Тогаш сочувајте го за следната седница. Колеги, 5 минути пауза додека дојде предувачот. Колеги советници, продолжуваме со 56-та седница на Совет на општина Куманово. Благодарам Ахмет Јошаревски што излеговте во пресрет за да направите превод на прашањето што оствари дополнителната точка што сака да ја предложи Самет Салиевски. Поверете, Самет. Добар ден на сите. Дали ме слушате, само да ми потврдите нека? Ред. Можете да предложите точка? Сакам да предложам една точка. Според одлука, Според која одлука, е соитано и пресна одлука кој чити што е спортски ставен активности. за спортски активности. и одлука за те прераспределените средства, Одлука за пределба на средства, сакам да предложам да се одвои 500.000 денари 500.000 денари за финансирање Мирослав Петрович. на турнирот Мирослав Петрович. И образложение, Образложение. а со која можете да дадеме, која е ни постапка и програма која се постапка за програмата што е донесена за активности за 2025 година. за активности во Ќе 2020 дојдено година. баро пропуст Направен е голем пропуст, и пошто се на не определиме средства, Каде а што со обсесто турнири Мирослав нема Петрович. одвоени финансиски средства за турнирот А о Мирослав Петрович са Мирослав турнирано Петрович. А Мирослав чивдоки Петрович, програма како турнир е со ставен турнир, во а на не програма, одвоиме средства. а нема одвоени Пада финансиски се, средства. можавате да се Тоа, промена сакам да се направи една промена и да се стават паре, тари финансиски резерва, и средства кажете стари резерва, од за да се резерва спаншевиле денара, а со од турнир 500.000 денари за Која со турнирот исто јавне Мирослав и Петрович. тачка од број 3, Од Пенелопес точка број 3 распределба, а со да се средствата направи измена и распределба на финансиски средства И родава
за 2025 и барам 500.000 денари за турнирот Мирослав Петрович да се убацат да се во буџет. Талиевски на ова барење точка за пренамена на средства. Повелете советници, уште некој да побра збор, повели Андоновски. Благодарам. Уважени колеги советници, уважени представници на општинската администрација, почитувани граѓани. Сакам да предложам две точки на дневен ред. Првата точка е информација за тековната работа на приватниот јавен партнер во јавното осветлување за 2024 година. Кусодо ја образложам потребата од утврдување на ваква точка на дневен ред и поведување дискусија во врска со барањето. Имено, веќе навршува 7 година откако во Куманово во јавното осветлување е воведен приватен партнер, кој што стопанисува со јавни средства кои што се собственост на граѓаните на општина Куманово. Освен приливите на финансиски средства кои што месечно ги плаќаат со сметка за потрошена електрична енергија, граѓаните имаат инвестирано во јавното осветлување во изминатите години за целокупната подземна и надземна инфраструктура. Според првичните податоци кои што ги имавме во време кога беше носена одлуката за приватно јавно партнерство во јавното осветлување, беше спомнат период од 7 години кога приватниот партнер ќе изврши замена на сите поставени сијалици на повеќе од 10.500, бидејќи нивниот век на употреба според тогаш презентираните податоци е 7 години и ние како општина Куманово, доделувајќи му го овој многу вреден бизнис на приватниот партнер, ќе бидеме во позиција кога ќе заврши договорот кој што е на 10 години, да добиеме на користење сијалици на кои што не им е изминат рокот на употреба. Никој од советниците не знае дали е тоа така, дали е нешто преземено, ниту пак знае каков е и колкав е износот на средства кои што граѓаните со плаќање на електрична енергија ги уплаќаат во буџетот на општина Куманово, а потоа со пренос на средства од буџетот на општина Куманово тие се префактурираат и се пренесуваат на користење на приватниот партнер. Исто така, не е познато ниту дали се направени потребните инвестиции. Можам да посведочам дека никогаш не беше целосно објавен во јавност договорот и сите одредби кои што ги содржи договорот за приватно јавно партнерство. Тогаш беше посочено од страна на градоначалникот актуелен, бидејќи тој е потписник на тој договор, дека приватниот партнер е од Чешка. Во меѓувреме се поставуваат дилеми дали е тој податок точен или се работи за правен субјект кој што е регистриран во Чешка, а собственици да се од некоја друга земја. Многу е битно граѓаните да ги знаат овие околности и од еден друг аспект, бидејќи кај да е тој рок ќе помине за 3 години и потоа ќе треба сите ние, односно новиот состав на Совет на општина Куманово, некоја нова администрација во општина Куманово, ќе треба да имаат влезни податоци за тоа дали е потребно и дали е целисходно овој договор да се продолжи или е покорисно за граѓаните средствата кои што се прибираат од нивна страна за ова намена да бидат искористени
преку реализација на овој јавен интерес, преку некои од нашите јавни предпријатија. Почитувани колеги советници, одлуката за тоа дали конечно ќе не испочитуваат нас како граѓани на општина Куманово, овие кои што зимаат повеќе од 1.300.000 евра на годишно ниво од граѓаните на општина Куманово, за тоа како ги прибираат, во кој процент ги прибираат средствата, како ги трошат средствата и колку од тие средства имаат инвестирано во обновување на јавното осветлување. Стварно е чудно, сите наши јавни предпријатија 4 пати во годината поднесуваат извештај. Приватниот партнер, кој што е сегмент од оваа работа, бидејќи тој стопанисува со многу поголема вредност на средства отколку што има вложено во овој проект. Да не поднесе никаков извештај, односно барем информација пред граѓаните, односно пред нас како советници, а потоа преку нас и кон граѓаните, за да сите ние знаеме како се трошат овие средства. И стварно е, за мене е поразително, втор пат ми се случува ова да го барам. Минатата година побарав и добив лични податоци. Не ми е на мене потребно да добијам лично јас. Треба ова информација да се сподели со сите граѓани и конечно да почне тоа транспарентно да се остварува. Се надевам дека ова ќе го разберете добронамерно, дека ќе го поддржите, бидејќи е толку едноставно се стреми моево барање за ставање нова точка на дневен ред кон транспарентност во работењето и на општината, но и на приватните партнери кои што ги ангажираме во тој договор за приватно јавно партнерство. Благодарам. Втора точка која што сакам да ја предложам е точка која што ја предлагам на овој совет по 9-ти пат. Јас, додека сум во овој совет, нема да престанам да се залагам за законитост и транспарентност во работењето. Затоа ќе ја прочитам. Извештај на градоначалникот на општина Куманово за извршување на одлуките на Советот на општина Куманово, донесени во првото тромесечие на 2025 година. Сега веќе, со оглед на тоа дека по 9-ти пат ја поставам ова точка на дневен ред, нема да се обратам со молба до мнозинството да ја поддржи оваа точка. Туку ќе искористам оваа говорница да укажам на тоа како со неприфаќање на ваква точка на дневен ред, која што произлегува од статутот на општина Куманово, член 55, став 1, кој што гласи: градоначалникот е должен, го потенцирам зборот должен, да поднесе извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на секои 3 месеци во текот на годината. Не може Советот со неприфаќање на ваква точка на дневен ред да го легализира нетранспарентното работење на градоначалникот. Немањето волја на градоначалникот да го почитува Советот, а преку Советот и граѓаните на општина Куманово. Мнозинството со неприфаќањето на ваква точка на дневен ред, всушност, граѓаните ги става во втор ред, ги прави неважни. Мнозинството со неприфаќањето на ваква точка на дневен ред, всушност, му овозможува на градоначалникот да работи како што сака и што сака. И пред никого да нема одговорност. И му овозможува да може на седници на Совет да излегува со став дека имал поважна работа отколку да седи овде и да слуша. Па градоначалникот е вработен во општината. Тој е избран, но е и вработен. Има заснован работен однос. Неговата плата исто така е зголемена за 78% тогаш кога беше зголемена на сите избрани функционери. И не може он да има поважна работа од таа работа да биде пред граѓаните. А вие, уважени
колеги советници, со наведнување глава, всушност дозволувате само понижување, но тоа е и малку, тоа небитно. Вие можете тоа да го изберете, но вие ги понижувате и граѓаните кои што гласале за вас. Не завршив. Прво, председателка на совет. Вие сте председател на совет, имате право да упаднете во говор на член на совет само тогаш кога треба да укажете на тоа дека прави повреда на деловник. Момент само. Прочитайте си го деловникот и ќе видите дека во момент на предлагање на точка на дневен ред, советникот има право од 5 минути да ја образложи причината за предлагање на точката на дневен ред. Причината зошто јас така дискутирам е бидејќи по 9 пат иста точка на дневен ред предлагам. А мнозинството, верувам и сега, по 9 пат повторно ќе гласа да не се почитува статутот на општина Куманово. Јас инсистирам со ова моја дискусија да потикнам совест кај мнозинството. Тек овде не се работи за ничи хир или за нечија намера некого да го омаловажи. Јас само барам мнозинството да стане свесно дека со неносење, со неподржување на ваква точка на дневен ред, па не мора нова седница на дневен ред да биде. Може да биде и за некоја наредна седница на дневен ред. Конечно да се прекине тој молк на овој, а може би и утре и на некој нареден градоначалник. Ако вие сте мнозинство, ако сметате дека ова не треба да стои во статутот на општина Куманово, па избришете го тој член 55. Се знае како се носи статутот, но додека постои овој член 55, став 1, градоначалникот има обврска тоа да го прави. Вие, председателки, како председател на совет, имате обврска, почитувајќи го статутот на совет на општина Куманово, односно статутот на општина Куманово, да закажете седница на совет на општина Куманово со ваква точка на дневен ред. И тоа 4 пати во годината. Не еднаш, 4 пати. На тој начин ќе помогнете и на градоначалникот и на општинската администрација да бидат поревностни во реализирање на одлуките кои ги има донесено советот на општина Куманово. Да не ни се случуваат овие накаратни работи што ни се случуваат. Да имаме еден изведувач да почне една работа, во меѓувреме да се воведе друг изведувач, некои работи да поправи и на крај трети изведувач да доврши нешто што е изгласано пред 5 години. И на крај да имаме каша попара од одлуките на Совет на општина Куманово, тотално незаконито работење. За тоа се работи. Во тоа е образложението. Ова го зборувам и за граѓаните. Значи, ние, колеги советници, сами, односно вие од мнозинството, сами се лишувате од тоа да бидете коректив на реализацијата на одлуките кои ние ги имаме донесено или некој друг претходен состав на совет. Не е битно. Ве молам, ве апелирам, размислете сериозно за ова. Граѓаните мора да знаат дека вие му овозможувате на градоначалникот да го игнорира и советот и нив, граѓаните. И да си работи како мисли дека треба да работи. Во очекување дека конечно, бидејќи по 9 пати ја барам ова точка, ќе има разбирање за тоа. И пак повторувам, не мора градоначалникот да дојде овде да образлага ова точка. Има служби, ќе дојдат и ќе кажат. Донесена одлука за кружен ток на улица Доне Божинов и Октомвријска револуција и ова е состојбата. Што е тоа спорно? Благодарам. Дали уште некој бара збор? Повели Благојче. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, општинска администрација, гледачите пред малите екрани.
Сакам да предложам точка на дневен ред, информација во врска со малиот плоштад. Дали ќе продолжат градежните активности на самата локација. Едно кусо образложение, ако како граѓани на општина Куманово, кои што сите учествуваме во донесување на буџет, односно сите учествуваме во донесување на развојната програма и предвидените средства кои што се наоѓаат за оваа ставка за изградба реновирање на мал плоштад во општина Куманово, можеме да забележиме, а и граѓаните можат да забележат дека ваму активности повеќе не се одвивуваат. Најдобро е и најтранспарентно е да на оваа седница, бидејќи имаме помал број на точки, да ја прифатите како мнозинство оваа точка, да расправаме како советници и да видиме дали и до каде е состојбата со малиот плоштад. Дали се води некаква постапка, дали е повлечена банкарска гаранција за извршени, има ли активности, ќе се вршат ли активности или нема да се вршат. Од онаа што може да го констатираат и граѓаните и ние како советници, можеме да видиме дека досега се потрошени близу 20 милиони за она ругло кое што е направено, нешто досега невидено ругло у самиот град, а за жал не е завршено во извештајот, односно во програмата, во буџетот имаме уште предвидени средства. Најдобро и најтранспарентно да дојде и тој што многу работи во оваа општина да ни даде објаснување каде е постапката, до каде се води транспарентно, не се води, бидејќи од аспект на тоа што и доколку не удостоите и за советнички прашања, имам и за други активности кои што ги изведуваат општинската администрација и градежните фирми во град Куманово, каде што не се работи транспарентно, односно активностите не се извршени како што треба. Би ве замолил како мнозинство, би апелирал колеги советници, еднаш да се одважите, ова не е проблем само на опозиција, малиот плоштад е проблем на сите граѓани во град Куманово, такво ругло кое што трае изградба, мислиме дека е некој мега проект, не знам како да кажам, а трае веќе изградбата повеќе од 2 години, потрошени повеќе од 350.000 евра, а наместени само бекатон плочи. Имам некоја, како да кажам, да се изразам, а да не бидам вулгарен, ама ова е нешто смешно што му се случува на град Куманово. Пресмешно е некоја активност да трае повеќе од 2 години, а да се фалиме дека имаме наредено само бекатон плочки кои што коштат малте не 350.000 евра, како да имаме наместено подно грејање на малиот плоштад. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој има дополна измена? Добро, на 14 имавме координација за волја на вистината. Координаторот СДСМ не беше тука, не беше присутен, за да ни каже на нас од Советот дека има волку дополнителни прашања. Бевме договорени да одиме само исклучително со 3, кои се итни. Меѓутоа, ајде да се изјасниме како Совет за првата точка предложено од страна на Александар Јовановиќ, информација за Јовановски, информација за превземени активности на инспекцијските служби во март и април. Да се изјасниме, колеги. Констатирам дека со 7 гласа за, 18 против и 1 воздржан не се усвојува оваа точка како дополнително. Одиме со втората точка од Александар Јовановски, советнички прашања, да се изјасниме. Констатирам дека со 8 гласа за и 18 против не се усвојува оваа точка на дневен ред. Одиме со предлогот од Атина Мугрешанска, информација за постапка околу разрешување на досегашната директорка на 11 октомври и именување на новата директорка.
Констатирам дека и третата точка, поднесена од Атина Гршанска, не се прифаќа со за 8 гласа и 20 против. Одиме со изјаснување на предлог на Самет Салиевски, одлука за дополнување на средства со 500.000 денари за Мирослав Петровиќ. Да се изјасниме. Констатирам дека со 18 гласа за и 14 за и 14 против не се освојува ниту ова точка. Одиме со предлогот на советникот Андоновски. Ајде, поименично. Имате ли предлог? Имате ли 5 советника? Одиме со поименично. За видео реч, за речом интерес. Ивана Ѓорѓиевска. Против. Дарко Митевски. Против. Јадранка Стаменковска. Против. Гордица Бошковска. Против. Лидија Костиќ. Против. Реđеп Реđеповски. Против. Миријана Прокиќ Младеновиќ. Против. Зоран Јовановски. Против. Елена Доцевска Божиновска. Против. Сузана Максимовска. Против. Жарко Милошевски. Против. Саша Николиќ не е тука. Валентина Младеновска не е тука. Невена Величковска Зироевиќ не е тука. Маријан Карамфиловиќ. Против. Дритон Сулеймани. Против. Хузир Мустафи. Против. Хулјусија Сипи. Против. Атина Мургашанска. За. Александар Јовановски. За. Благој Чеќимовиќ. За. Билјан Доновски. За. Александар Лазаревски. За. Јулиета Милејми. За. Самет Салиевски. За. Јелена Спасевска. За. Дејан Ивановски не е тука. Сузана Манчи Спасиќ не е тука. Арта Мехмети Адеми. За. Ридван Дервиши. За. Мендо Асани. За. Фитор Јакупи. За. И Никола Лазаревски. За.
После спроведено поименично изјаснување од 28 советника, 13 се за и 15 се против, што значи дека оваа точка не е дополна на дневниот ред. Одиме со пета точка, предложена од Андоновски, информација за работа на... Ве молам, може ли да се сослушаме? За работата на јавниот приватен партнер за јавно осветлување. Констатирам дека со 8 гласа за и 19 против и ова точка не е ставена на дневен ред. Одиме со вториот предлог од Андоновски, извештај на градоначалникот за спроведување на одлуките на Советот за 2025. Констатирам дека со 9 гласа за и 18 против, 1 воздржан, не е усвоен предлогот на Андоновски. И одиме со последниот предлог од Благојче Ечимовиќ, информација во врска со малиот плоштад, да се изјасниме. Констатирам дека со 9 гласа за и 19 против не е усвоен предлог на Благојче Ечимовиќ. Колеги советници, да се изјасниме за целокупниот дневен ред по кој што ќе водиме заедничка материјална расправа, а кој што беше утврден на координација која се одржа на 14. И не бевме воопшто информирани дека ќе има вакви дополнителни точки. Повелете да се изјасниме за дневниот ред. Констатирам дека со 18 гласа за, 4 против и 2 воздржани ќе водиме материјална расправа според дневниот ред кој што веќе беше утврден на координација. Повеле Александар побара процедурално. Благодарам, председателка. Најпрвин ќе ве замолам, ова не е ништо злонамерно, да не словувате со вистински правилно име и презиме и мене и колешката Атина Мургашанска, значи она не е Муграшанска, јас не сум Јовановиќ. Тоа е прво. Второ, во делот на вашата реакција и вашето дофрлање овде за тоа дали сум бил на координација, дали сум присуствувал или не. Значи, тоа е моje право, и меѓутоа и обврска, што не е гарант дека некоја моја сугестија на тие координации кои се неформални, да нешто биде усвоено, прифатено. Ја нема да злоупотребам колку пати било нешто предложено, па не било прифатено, било ветено дека ќе се оствари, па не било реализирано, се во зависност од можностите на градоначалникот на кој вие се вадите. Сега, за волја на вистината и јавноста да знае, ваша законска обврска е да свикате седница за советнички прашања. Опозицијата може и да ја бойкотира таа седница. Можеме и да не присуствуваме. Можеме да поставиме од вкупно 10 советници едно советничко прашање. Меѓутоа, тоа е ваша законска обврска, а не право да ние да бараме, вие да дозволите. Тоа, такво практикување на демократијата, на плурализмот, не сум видел до сега. Значи, ние ако сме побарале, треба ние да ве молиме. Не функционира тоа така. Затоа општина Куманово е типичен, еклатантен пример за вакво полузаконие, како што и државата ни почна да ни се движи. Затоа што си толкувате она што вам ви одговара.
Дали присуствувал представник на опозиција на координација е тотално неважно. Вие имате законска обврска, согласно Закон за локална самоуправа, согласно статутот на општина Куманово, согласно деловникот на општина Куманово, да свикате седница. Како што денеска се наоѓаме на седница, која што имаме направено техничка грешка, не ние, па мора да се врати и мора да се запазат роковите, така треба да си запазите рокови за советнички прашања, а не некој вас да ве моли и да ве прашува. Па дали сте земале продолжен викенд, па дали можеме или не можеме. И да ни навлегувате во нашите приватни обврски, дали ние сме присуствувале некад или не. Така да, вие си го почитувате законот, затоа што вие сте задолжена и за редот на седниците, а општинската служба да се спроведе организацијата на таква седница. И затоа и беше мојата интервенција. Ако веќе не можете, не сакате да свикате седница, дајте дополнителна точка, па оваа дополнителна точка, оваа седница да ја продолжиме некој друг ден. А колку ќе поставува опозицијата, ќе си суди јавноста. Благодарам. Прво да одговорам на процедуралното на Александар Јовановски. Нова координација не бевте. На претходната координација бевте и сите од координатори се информирани дека ќе има советнички прашања. Во јуни. Па не знам, јас за се живо се договарам прво со координаторите. Тоа не е неформално тело. Вие сте координатори на политички... Неформално не е. Пишува во деловникот дека не е. Дека постои координација и тоа од советнички листи, координатори на советнички листи. И на таа координација се договараме се. Дали се почитува или не се почитува, јас мислам дека до сега за се сме се договарали, вклучувајќи и за термини кој може да биде присутен и сме ги прилагодувале на советниците, вклучувајќи за се што ќе биде на седница. Ова што се договоривме дека ќе има три само точки кои се итни поради едно јавно предпријатие, тоа е добра волја на сите советници да се соберат денеска. Меѓутоа, договорено беше само 3, а не плюс 8 или 7 колку ги доставивте. Во секој случај, ваше право е да предлагате. Право на целиот совет е да се изјасни за секоја точка. Овие точки што ги предложивте, треба убаво подготвување и убаво менаџирање, односно подготвување и на целата општина, и на градоначалникот, и на раководителите, за да дојдат да дадат правилни одговори. Што значи дека не може на седница да се даде, да викнеме било кој раководител, можеби не се присутни, можеби се на одмор, како тоа барате. Значи, за се договараме за волја на вистината и за предкумановската јавност на координација за сите точки што ќе бидат на седницата на Советот, се договараме и сте информирани како опозиција. Ова што предлагате е ваше право, наше право е да кажеме дали прифаќаме или не прифаќаме, тоа е демократско право, што значи дека никој не бега од одговорноста, советнички прашања веќе се договори дека ќе има. Повели Андоновски. Благодарам, процедурална забелешката. Јас кога ви се обраќам на вас, секогаш ви се обраќам со персирање и никогаш внимавам, особено внимавам, никогаш и во ниедно обраќање, кон ниеден член од Советот не сум се обратил на ти. Надвор од оваа просторија можеме да се обраќаме како сакаме, меѓутоа тоа е согласно кодексот за однесување. Сакам заради повреда, заради кумановската јавност, да укажам на неколку членови од деловникот кои што се повредени. Член 10, став 1. Заради вршење на својата должност, членот на Советот има право од градоначалникот, општинската администрација, јавните служби, установи и предпријатија, основани од општината и други институции да бара податоци што му се потребни за неговата работа во Советот. Член 56, алинеја 3. Советникот има право да предложи дневниот ред да се дополни со нова точка на дневен ред, но е должен кратко во траење од 5 минути да образложи итноста на тој предлог. И член 62, заради кој што се јавив процедурално,
Председателот на Советот, значи, се грижи членот на Советот да не биде попречуван во својот говор. А токму вие, додека ја предлагав точката на дневен ред, почитувана председателка на Совет на општина Куманово, ме попречувавте во образложението на барањето за точката на дневен ред која што ја предлагам. Ве молам, вие сте најповикана да внимавате да не се повредува деловникот за работа на Советот на општина Куманово. Сум забележал, а тоа може да се констатира и низ анализа на повеќе снимки, дека секогаш кога дискутирам, ми упаѓате во збор, тогаш кога вие ќе одлучите да се јавите, вие немате такво право. Вие имате право, доколку советникот го нарушува редот во Советот, доколку излегува надвор од точката на дневен ред, да му укажете дека направил некаков излет од дискусијата. Или да го опоменете дека го прекршува редот на седницата. Но тогаш, кога се води расправа поврзана со точката, нема право, немате, и вие го повредувате правото на советникот да ја образложи причината зашто ја предлага точката. Ве молам, внимавајте во нареден период како се однесувате во дискусиите. Благодарам. Значи, за првите две мислам дека апсолутно се служуваме. Вие барате често пати изјаснување од страна на раководителите и добивате. Она на што јас реагирам дека вие никогаш 5 минути не образложувате. Службите ми известија дека зборувате 8-9 минути. Значи, проверите си, ТВ Плюс снима, општина Куманово пренесува, па да видиме кој го прекршува деловникот за работа. И дали тоа е материјална расправа веќе во која што навлегувате или зборувате повеќе за некој ваш став. Не зборувате за хитноста на поставување на прашањата. Туку зборувате многу повеќе за опозицијата како треба, за мнозинството како треба да делува. Тоа е веќе, немате право на процедурално повелетина. Благодарам. Се разбира дека, како што имаме право да предлагаме, имаат право останатите членови на Советот да одлучат по предлогот дали ќе го поддржат или не. Меѓутоа, нешто во што не се согласуваме, дека не е работа ниту на мнозинството, ниту ваше диспозитивно право, произволно, самоволно да одлучувате дали ќе има советнички прашања или не. И како да ви веруваме на паушално кажаното не слушнал координаторот или не бил, а сте се договориле кога немаме најава конкретна со датум, туку ќе има. Така ли ќе има како што минатата година, цела година имаше само еднаш во цела 2024-та? Така ли ќе има кога сега сме мај, половина година помина, а ние не сме имали ниту една седница на советнички прашања? Зошто да ви веруваме? И дали сте покажале, како што кажа координаторот, и тогаш, еви јас кога бев координатор, дали сте покажале волја барем еднаш и на тие полуформални, неформални, а неформални сте, не сте, неформални се, не сте во право, иако се предвидени со актите за, значи ме попречувате, научете си, читате си, претходно ме попречувате, сега ме деконцентрирате, ама сега да ќе говорам, а иако тие координации се предвидени со актите за работа на Советот, неформални се во делот што одлуките на координациите не се правно обврзувачки. Таму не се гласа, и да се гласа, не се правно обврзувачки. Не значи дека тоа што ќе се договори е бетон. Закон и тоа не може да се измрда. Еве во овој случај, како што некош и правиме, сите, заеднички, како што ние имаме, како што кажа координаторот, еве за волја на вистината и за кумановската јавност, да слушне. Дека ние повторно покажуваме добра волја и сме присутни сите до еден на оваа седница, заради вашата. Немојте да бидете дрски и безобразни. Вам ви се парите и паушалот во памет, единствено покажавте со вашите коруптивни дејанија, што незаконито и со насилие носите коруптивни дупови, од кои ќе земете милионски суми, вие ќе зборувате за паушал, срамота како не ви е срам, а сега зборувате дека ќе има некој се договорил, никогаш не сте испочитувале, ниту сега сте испочитувале, половина година помина. И ви предлага, и затоа што ме прекинавте дрско, некултурно и безобразно, вон сите прописи, кој пропис вие сега го почитувате? Почитувана колешке председателке. Кога председателка на Совет ми упаѓа дрско и вика дека паушалот не е мотив. Не, мотивот ни е што цело едно јавно предпријатие не може да оствари здравствена заштита, не може да оствари право на
надоместок за својот вложен труд, тоа ни е мотивот. А како и секогаш, ако сме само строго опозиционерски, немавме да дојдеме да ве поддржиме во повторно по кој знае кој пат исправање на вашите грешки, ваше лошо раководење, не само на администрацијата. Вие да си вршите добро работата, ќе си ги проверите актите, па нема да доаѓаат со технички и не само технички. Ние за да излеземе во пресрет, тоа го нарекуваме технички, суштински и материјални имате грешки. Секогаш кога сте имале такви суштински и материјални, ако не сме ве поддржале со присуство, со доаѓање, тоа би било на штета дали на вработени во јавни предпријатија, во училишта, дали околу Нова година кога беше или околу Свети Никола, кога исто така бевте дрски, безобразни и мнозинство ви правевме и кворум за да земат јубилејни награди или што беше вработените во општината. Секогаш сме излегувале во пресрет кога е во интерес на граѓаните, на вработените, а вие вашите нешто не извлегувате во малку барем да имате пошироко гледање, па некој да поддржите некој користен предлог на опозицијата, туку ги попречувате нашите законски права. Наше право е во име на граѓаните кои не избрале, право и обврска да поставуваме советнички прашања. Инаку многу пати нешто што ќе задре и ќе заличи на советничко прашање, веднаш ќе не со право ќе не пресечете. Па кога и како ние да ги поставиме тие советнички прашања? Ако ги организирате еднаш годишно, а можеби ова година, можеби ниту еднаш. Каде да ги поставиме тие советнички? Еден тон прашања чекаат. Граѓаните се заинтересирани, некој им истекува и времето и рокот. Еве како што предлагаше колегата Екимовиќ. Некои веќе се можеби застарени, навреме да се реагира. Па можеби нешто ќе научите, можеби ќе слушнете, можеби ќе имате слух за потребите на граѓаните ако немате слух за нашите права и обврски. Ви благодарам и тоа што ви го забележа колегата Миле. Дали не му упаѓате, а мене со дофрлање нека ви служи на чест. Срамота, снимаат камерите. Председателка на совет упаѓа дрско и безобразно, паушалов не бил мотив. Па еве нека ни и мотив, тоа не исто така и право и обврска. Нас само еден паушал. Вам €500.000 од незаконито донесени дупови. Срамота. Значи не истав сме колешки, тука сме за да помогнеме на ЈП Пазаришта. И затоа ја закажав ова седница, не за да слушам дополнителни 100 прашања. Ќе имате простор, не се секирете, ќе имате простор и за советнички прашања, веќе се и договорени кога ќе бидат, како ќе бидат, можеби не сте известени, меѓутоа ќе има и тоа во интерес на транспарентноста. Одиме со... Што процедурално, Благојче? Ве молам само 2 минути, задржете се некако вашата колешка председателка бивша што зборува 10 минути процедурално. Како нема ограничување, погледнете си го деловников, подсетете се малку колешки, можеби кај вас немало ограничување затоа што сакате многу да зборувате, кај мене има ограничување, значи 2 минути процедурално, а јас потоа ќе ви објаснам, Благојче, што имате проблем. Самоволи и незаконито работење, не може така. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, општинска администрација, почитувани гледачи пред малите екрани. Председателка, имаше порано еден термин, односно една пракса, каде што сите представници на политички партии беа повикувани на координација. Но, толкувајќи го деловникот од ваша страна и од вашите коалициони партнери, дека тоа по деловникот е факт дека пишува представник од листа на кандидати, учесници на тие советнички прашања, учествува еден, вие ја нарушивте таа пракса и овдека ни објаснувате приказки за мали деца, само имало 3 хитни прашања, замислете од кои што вие правите грешка како мнозинство. Ваша општинска администрација, која што е во интерес на граѓаните, вие носите одлуки, па утре викате пупу не се важи, тоа се законски или не ќе ви кажам после, кога ќе биде точката на дневен ред. Вие урлавте у онаа сала, демек вашиот нов коалиционен партнер Дуи тогаш у коалиција со СДСМ го оштетиле јавното предпријатие Пазаришта Куманово, вие се осудивте еден денар да ги пуштите на вработените во Пазаришта Куманово за најголемиот христијански празник и ние сега, кои што со добра волја немате мнозинство, ќе ја изгласаме тоа одлука, вие ни кажувате дека сме имале координација и сме требале таму да ги предложиме точките. Па еве, денеска предложивме 7, една не прифативте. Колегата Антоновски 9 пати предлага точка, не
прифативте ниту еднаш до сега една точка, макар во интерес на добробит на граѓаните. И замислете се, дрзнувате да ни држите предавање, да ни кажувате нешто што било договорено на координација, замислете во која не учествувал ниту еден представник на опозицијата. Срамно. И сега дрско кажувате дека ние сме дојдени за паушал. Не бе, другари, вие сте дојдени за да истерате некој туѓ интерес кај што се прави криминал и корупција. Благодарам. Што беше процедурално овдека, не ми беше јасно? Не ми беше јасно што беше процедурално, за да ви објаснам, Благојче. Или користење на процедурално за давање своји ставови политички. Срамота. Не може. Отварам расправа за прва точка на дневен ред, а прва точка на дневен ред е Предлог програма за изменување и дополнување на програма за уредување на градежно земјиште и изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2025. Со нас е раководителката Лидија Ланг-Спасевска. Повели раководителке, да видиме што е станува збор. Повелите раководителке. Добар ден, почитувана председателке, почитувани советници, почитувани представници на општинска администрација, медиуми. Денеска на дневен ред е измена и дополна на програма за уредување на градежно земјиште за 2025 година. Измената се однесува само на една точка, точка Њ, во која што стои дека средства определени за украсување на град кои што ги реализира јавно предпријатие Куманово паркинг, во моментот изнесуваат 1,5 милиони денари, се зголемуваат за 900.000 денари и сега ќе изнесуваат таа ставка 2.400.000 денари. Оваа измена е последователна на претходната измена која што ја правевме на минатата седница, кога намаливме од јавно предпријатие паркинг, односно ставка новогодишно украсување од 3 милиони на 1,5 милиони денари. Поради одредени, кажегаде, неусогласувања од страна на сектор за финансии, оваа точка денеска е повторна на дневен ред. Дополнителни информации ќе ги даде раководителот на сектор за финансии. Благодарам. Благодарам, раководителке. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, да се изјасниме. Во врска со предлог програма за изменување и дополнување на програма за уредување на градежно земјиште и изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2025 година. Констатирам дека со 22 гласа за, 3 против и 2 воздржани, усвоен е предлог програма за изменување и дополнување на програма за уредување на градежно земјиште и изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2025. Предлагам заедничка материјална расправа за втора и трета точка кои се однесуваат од секторот за финансирање, предлог одлука за ставање вон сила на одлука за измена на распоред на средства на буџет на општина Куманово за 2025 година, број 09-7441/12 од 5.5.2025 и трета точка, предлог одлука за измена на распоред на средства на буџет на општина Куманово за 2025, да се изјасниме за заедничка материјална расправа. Со 24 гласа за се сложивме дека ќе водиме заедничка материјална расправа за точките кои се од сектор за финансии. Со нас е овластен помошник раководител на сектор Никола Денковски. Повела Никола за двете точки поединечно. Почитувана председателка, почитувани советници, добар ден и од мене. Значи, вака, денеска пред вас се две одлуки од секторот за финансии. Тоа е одлука за повлекување на одлуката која што беше донесена на претходната седница на Совет, како и одлука за измена на распоредот на средства на буџет на општина Куманово.
Овие одлуки произлегуваат од потребата да се согласиме со нападствијата кои што во изминатиот период ги добивме од секторот од Министерството за финансии. Така да првата одлука има за цел да се стави вон сила одлуката која што беше донесена претходната седница на Совет. Знаете дека на претходната беше седница усвоена одлука со која што се измени распоредот на средствата на начин на кој што се измени, при што истата одлука беше веднаш доставена до секторот за буџети во Министерството за финансии и од нивна страна добивме нападствие или известување дека за да истата одлука биде спроведена, износот на ставки кои што се намалуваат не смее да надмине 20% од веќе одобрените ставки. Во претходната одлука беше износот намален за 50%. Веднаш беше пристапено кон изготвување на нова одлука која што денеска е предмет исто така на расправа, при што новиот распоред на средства ќе се изврши на следниот начин. Односно износ од 900.000 денари се одзема од програмата F20 уредување на градежно земјиште ставка 464 плаќање по судски решенија и износ од 600.000 денари од програмата J30 јавно осветлување и односно одржување на други градби. Вкупниот износ на овие две ставки од 1,5 милиони денари се прераспределуваат на програмата Е0 капитални расходи во основно образование, на ставката 482930 реконструкција на други објекти. На овој начин се обезбедуваат средства за капитални инвестиции во основното образование. Останатите ставки од одлуката се идентични како и во претходната одлука, односно износ од 3 милиони денари од програмата ЈДБ, изградба на улици, мостови и кружни текови, ставка 482930 прераспределуваат на програмата ЈЛ0, други комунални услуги, капитални расходи, акции и друг капитал. Исто така има уште една прераспределба, тоа е во рамките на програмата В10, детски градинки, тоа е на нивно барање, инсистирање дека износ од 328.000 денари од контото за телефон и телефакс се пренасочуваат на персонален данок на доход и на доместоци. На овој начин постапуваме по насоките и нападствијата од страна на Министерството за финансии. Ви благодарам. Благодарам, Никола. Значи, ова точка е поврзана со пазаришта, со пренамена на средства на пазаришта, за да можат луѓето да земат социјално осигурување, затоа и е толку брзо свикана оваа седница, за да може да се исплатат, односно да социјално и здравствено осигурување да се дадат на луѓето вработени во пазаришта. Токму така, меѓутоа спорна точка беше тие 1,5 милиони денари кои што се пренасочуваат на ставката за инвестиции во основно образование. Ставката со чистота беше, немаше никаква спорна ситуација. Благодарам, областен раководител Побели Благојче. Благодарам, почитувана председателка. Почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, гледачите пред малите екрани, доколку се водиме по актите на органите на општините, има некои закони, има деловници, има работи по кои што треба да се работи, ова за жал. Први не можем да замерам на новиот ВД раководител, кој што е можеби не пол месец таму, овластен е дали погрешил или не може да се свали кривицата на него, но сега доаѓаме до она контрадикторност која што ја тврдевме прошлата седница и кога велевме дека една одлука треба да се донесе, за да нова се донесе, старата треба да се стави вон сила, за да донесеме нова. Добро е тоа, ме радува што веќе ги имате научено, најверојатно и големиот правник, не знам како направил тогаш утка, сега работите според закон и тоа е добро. Иначе за ваша информација, прописите треба да се објават и у службен весник, па потоа да се стават вон сила. Овдека сме известени од Министерството за финансии, каде што од кои причини како, пак ќе кажам, нема одговорноста да биде на ново поставениот човек таму, бидејќи знаел, не знаел, но предходните и тие таму, пак ќе повторам за граѓаните, ова е нешто по трет пат што правиме исправки, преправки, запирки, точки и било што, најверојатно од големата зафатеност на тој што нема храброст да се соочи да поставуваме советнички прашања, вајда правото уште го студира, учи и прописи, прави како што треба, но на крајот ќе видиме што ќе се случи и како.
Ние како советничка група, односно јас лично ќе дадам подршка и за двете точки, бидејќи станува збор за зголемување на оснивачкиот влог на јавното предпријатие Пазаришта Куманово, каде што вработените до овој момент немаат земено плата ниту за месец март и април, а сега сме веќе 20 мај, не станува збор за плаќање на социјални доприноси, туку на здравствени доприноси и пензиски стаж. Така да у овој момент мислам дека ќе земат една плата со овие средства за граѓаните на Куманово. Во почетокот на вашиот мандат урлавте, пиштевте, викавте во онаа голема сала, криминалците на ДУИ во коалиција со СДСМ, еве сега криминалците на Знам, ДУИ и Вреди. Моментално ова е трето зголемување на оснивачкиот влог, односно близу даваме повеќе или помалку 16 милиони денари на ова јавно предпријатие, кое што не само оно, сите други освен Куманово план оваа година ја завршија во една убава загуба од повеќе од 150 милиони денари. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Никој? Повелете, почитуван советник Милан Доновски. Благодарам, уважена председателка на Совет. Јас ке почнам таму каде што заврши колегата Јакимовиќ. Имено, неспорно е дека одлуки кои што треба да помогнат на јавни предпријатија кои што ги има основано општината, треба да бидат поддржани во постапка која што е спроведена законито. Мене ме загрижува образложението, наративот, дека ја донесовте вие одлуката овде во Советот, а ние после се консултиравме во Министерство за финансии, па од таму ни кажаа дека е направен проблем, па заради тоа сега мораме да ја менуваме одлуката. Ова се случува, како што кажа колегата Јакимовиќ, по трет пат оваа година. За жал, таква брзоплета одлука донесовме и за таа помош што ја упативме на трагично настраданите во Кочани. Па моравме да ја менуваме. Имаше една друга ситуација. Што е таа потреба од толку мешање на чекори? Ако требало да се направи консултација, таа консултација треба да се направи претходно. Ако нешто не се знае, не е срамота да се каже дека не се знае. Сите ние учиме цел живот. Сите. Никој не може да знае се. И не е проблемот во незнаењето. Проблемот е во тоа што тогаш кога ќе се направи грешката, се прави за да се минимизира. Имаме овде фактички политичка дискусија за техничко прашање. Дури преска беше искористено тоа дека некој, заради итноста на потребата, дошол овде заради паушал. А всушност, поентата е дека заради нечија грешка е закажана ова седница, на која што сега ние треба очи да си извадиме овде пред кумановската јавност. Многу пати досега имам апелирано од општинската администрација, тука е секретарот на општинска администрација. Ве молам, внимавајте, многу е важно да се почитуваат прописите. Без почитување на прописи идеме во анархија. Ако надвладее силата на толпата, ништо нема да направиме. А овде одлуките се носат така. Па бенигни работи, кои што треба да бидат патоказ за начин на работа на секој орган, се доживуваат како атак. Никој никого не го напаѓа. Со залагање за законито, транспарентно, навремено работење. И оваа одлука, исто така. Значи, не е јасно. Апсолутно не е јасно. Само овие 1,5 милион денари биле проблем, другите не биле проблем. Проблемот не е во парите. Овде е проблемот во наративот, во настапот. Се покажува од мнозинството политичко насилство. Што вие тамо, Кумановски би рекле, млатите празно сламу?
како некој да е бадијалџија и дошол овде да мудрува. Во еден претходен состав имаше забелешки за тоа дали е погрешен насловот во меморандумот на одлуката, дали пишува Република Македонија или Република Северна Македонија. Па моравме да интервенираме и тогаш, разбирајќи ја таа потреба на законито работење и критикувајќи ја општинска администрација. Мора да се внимава на тие работи. А овде, кога се работи за буџет, нема импровизација. Во буџетот нема така ми се сака. Во буџетот има закон за извршување на буџет. Мора да биде така. И наместо сите заедно тогаш, како совет, да покажеме на претходната седница, да покажеме грижа за тоа, за нашите јавни предпријатија, за училиштата, сите заедно да покажеме една сплотеност. Сега се наваѓаме во ситуација да расправаме за небулози. Ќе завршам со ова сугестија. Ве молам, внимавајте. Дали и сега нема да погрешиме со тоа што претходната одлука ја ставаме вон сила. Ова нова одлука ќе стапи на сила според тоа јас што го читам законот, 8 дена по објавување во службениот гласник. Внимавајте, не знам дали сум апсолутно во право, кога ќе го реализирате тоа како финансиски трансфер на средства од една буџетска ставка на друга буџетска ставка. Да не биде и уште една дилема која што имам, дали претходно донесената одлука, таква како што беше сега, која што ја преиначуваме, е објавена во службеното гласило на општина Куманово. Ако е објавена, тогаш каква ќе биде постапката и правната следственост на ова нова одлука со која што претходната одлука се става вон сила и новата одлука која што се донесува на овој совет. Значи, лично зборувам за мене, верувам дека ја споделуваме таа увереност и во советничката група во која што припаѓам, позитивно ќе ја гласаме одлуката, но да не направиме и тука грешка во чекори, па утре да имаме проблеми и по тој основ. Значи, целокупната намера во дискусијата е само да ги подобриме работите, да работиме поефикасно, резултатите од одлуките кои што ги носи Советот, реализацијата на тие одлуки, да бидат на добробит на граѓаните во една позитивна, домаќинска атмосфера, каде што секој ќе може да види што е одлучено, како е реализирано и колку е полезноста од тоа што е одлуката. Благодарам. Благодарам. Дали не повели областен раководител? Значи, вака, забелешката во делот на елаборацијата од моја страна, најверојатно не сте ме разбрале. Значи, откако одлуката беше усвоена, нахнано истата ние имаме обврска да ја доставиме до Министерството до финансии. Ние немаме обврска претходно да ја доставуваме или да се консултираме. Значи, одлуката откако беше усвоена на седницата на Советот беше доставена од Министерството на финансии, при што од нивна страна, откако ја провериле, ние информираат дека тоа што го елаборирав дека ставките не смеат да се надминуваат од 20%. Она што е направено како проблем што се јавува во одлуката е погрешно тумачење на делот законите за буџет. Значи, делот вработените мислеле дека намалувањето на ставките за 20% се однесува на ниво на програма, а не на ниво на ставки. Така да тогаш е направена тој пропуст, а во делот на тоа кога е донесена одлуката, јас согласно моите информации што ги имам, истата е изготвена во текот на април и требало да биде доставена во април на седницата, меѓутоа истата била повлечена бидејќи не били изготвени програмата за развој и измена на уредување на градежно земјиште.
Така да ова одлука кога е доставена, јас сум назначен 2-3 дена пред самата седница кога беше одлуката усвоена. Ниту сум имал увид каков материјал, јас имав обврска само како раководител да дојдам да ја елаборирам и да ја представам пред вас за на усвојување. Не знам што имавте друго прашање, во делот на правните работи дали ќе биде нормално тука како што гласи одлуката дека истата влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник, откако ќе биде објавена процедурата е иста. Ние повторно ќе доставиме до Министерството за финансии и истата треба да биде спроведена во делот на буџетот како би можеле да ги исплатиме средствата меѓу другото и на јавното претпријатие. А сега тоа од кои причини и зошто се доведени во состојба да не можат да земат плата, тоа ние немаме надлежност како сектор. Ние имаме обврска да им излеземе во пресет на нивно барање, ете да им се зголеми основната главнина. Од кои причини, зошто се доведени така, да не можат од сопствени приходи да исплатат плата, тоа верувам дека е предмет на друга дискусија. Ви благодарам. Благодарам, Хузин Мустафи, повели советник. Благодарам. Сега е многу по-јасно образложено. Од тоа може само да се извлече еден заклучок. Значи, јас во ниеден момент лично не беше упатена забелешката моја. Само да се извлече заклучок дека е понекогаш добро пред поднесување на одлуката на Совет за нејзино донесување да се направат тие стручни консултации, за да не се наоѓаме во ваква ситуација во која што се наоѓаме сега. Тоа е еден апел, замолница, општинска администрација да ни биде поефикасна. Зошто да се наоѓаме во ситуации како што се наоѓавме порано со носење на некои одлуки, дури и Уставен суд да не ги укинува. Благодарам. Повели Хузир Мустафи. Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани граѓани. Дискутираме за предлог одлуката за измена на споредот на средства на буџетот, конкретно за помошта на општина Куманово што треба да се пружи на јавното претпријатие Пазаришта. Нештата треба да се кажат такви какви што се, иако ние сме се училе да ја злоупотребуваме позицијата на советник, влегувајќи во политички теми и подготвувајќи се за предизборни кампањи, но чувствувам како обврска, иако сите знаеме дека актуелниот менаџер кој управува со јавното претпријатие Пазаришта ги направил сите можни напори да го менаџира претпријатието на најдобар можен начин. Значи, таму нему му остана само една работа да направи, да земе финансиски средства од семејниот буџет и да ги вложи во претпријатието, затоа што не останало ништо друго да превземе. Ова е вистината. Председателке, тука имаше разговори за криминалитет и така натаму. За жал, ние знаеме дека за доброто на вработените и на сите тие кои работат таму, значи платата е зголемена 3-4 пати, а приходите на пазарот се тие. Значи пазарот не е атрактивен и не е модерен. Секому тука може да го шаме кога последен пат сме купиле. Председателке, ако може да не ме прекините. Значи, кога ние последен пат сме купувале во пазарот и кога некој млад од вашето семејство оди да купува во пазарот. Значи, пазарот не е атрактивен. Треба друг план да се реизгради и да се модернизира и да биде атрактивен. Ако зборуваме за менаџирање, ако зборуваме Дневен ред не расправаме за пазар, за пазаришта, за работата на пазаришта. Сме расправали и на извешта и ги ја знаеме ситуацијата. Сега зборуваме за финансии. Ве молам да не излегувате од точката на дневен ред. Почитувана председателке,
може би сум од најмирните советници. Не зборувам многу, но сте не замарале и нам излегувајќи од темите на дневниот ред. Само за точките на дневниот ред не се зборувале. Сте се занимавале со политика, со минатото, и вие, и овие другите сте кажале се исто. Се што, јас зборувам за нешто што беше кажано. Тука се спомна менаџирање, криминал, корупција и мора да реагираме. Ако вие не реагирате, значи јас мора да реагирам. Треба да констатираме зошто и се дава оваа помош на пазаришта. Дали и се дава бидејќи е лошо менаџирањето или и се дава оваа помош поради околностите кои се вистинити. Тоа беше причината зашто реагираме, не затоа што сакам да излезам од темата. Значи помошта што треба да се и финансиите што треба да и се доделат на предпријатието од општината. И за тоа и ова е во склоп на тоа што го зборувам. Ви благодарам. Благодарам. Дали уште некој се јава за збор? Повели областен раководител Никола. Уште една информација која што сметам дека е релевантна и дека треба да ја знаете, дека секторот за финансии моментално работи со редуциран број на работени, тоест имаме одлив на веќе тројца вработени од секторот, така да обемот, па во делот на административни грешки кои што сметаме дека се јавуваат, значи бројот на вработени е драстично намален и тоа искусни работници веќе го напушти и не се во работа. Обемот на работа е драстично зголем, а се функционира со тие луѓе кои што моментално се таму. Ви благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, да одиме со изјаснување на втората точка. Предлог одлука за ставање вон сила одлука за измена на распоред на средства на буџет на општина Куманово за 2025 година, број 097441/12 од 5.5.2025. Констатирам дека со 25 гласа за, втората точка од дневниот ред усвоена. Одиме со изјаснување на трета точка, предлог одлука за измена на распоред на средства на буџет на општина Куманово за 2025. Констатирам дека со 25 гласа за усвоена е предлог одлука за измена на распоред на средства на буџет на општина Куманово за 2025. Со ова ја затварам 56-та седница на Совет на општина Куманово.